Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во Битола и пошироко од Битола, во државата и надвор од неа, познато е семејството Илиевски. Станува збор за браќата Борис Илиевски, постариот, и Димче Илиевски, помладиот. Борис многумина, ако кажете во Македонија шахистот од Битола, нема да се присетат. Меѓутоа, ако кажете Борче, тогаш сите го знаат. Значи, тоа му е она шаховско име. За Димче Илиевски, значи за помладиот брат, имавме емисија посветена на македонските спортски легенди. Тој е интернационален мајстор, се уште е активен, игра, особено се истакнува во настапите во играње на симултанки, а неговиот брат Борче малку се повлече, но затоа пак во минатото имаше многу добри резултати. Тој беше и сениорски првак на Македонија во 1964 година. Во семејството Илиевски имаше уште еден брат, но тој покрај тоа што играше шах беше и фудбалер, па дури би рекол и добар фудбалер, бидејќи настапуваше и за Пелистер. Но за тоа што се случувало во семејството Илиевски, како сите тие некако станале влюбеници на древната игра, ќе ни каже Борче, па го почнувам разговорот со него и нормално ќе ни каже какви беа неговите почетоци, кога почна прв пат да ги мрда фигурите на шаховската табла, или пак пред да почне да игра шах, вака нешто го привлекло, па рекол, еве, јас ќе станам шахист. Тој добро се сеќава на тие минати времења, дури и на оние времења од пред Втората светска војна. Ова е убав момент, Борче, бидејќи си жива енциклопедија на шахот, да ни кажеш нешто и за тој период, нешто за твоите почетоци, а потоа ќе продолжиме и со твоите настапи, резултати и она што ти останало во сеќавање, посебно играјки шах. Па еве, повели. Со шах почнав да се занимавам на 11 годишна возраст, кога за прв пат научив како се движат фигурите и вредно е да се спомени кој ми беше учител. На летовање беме во едно потпелистерско село Цапари, 20 дена, и таму ги повлеков првите потези благодарение на тоа што Александар Поповски Алпов беше одреден пионерски раководител и со него ги одигравме првите потези, а на 11 години да ги повлечеш првите потези, тоа е малку доцна. Возраста е голема, затоа што знаеме дека и на 2 години Фишер станал со тие фигури заљубеник од 2 години, а тој на 11 години беше и познат мајстор во светот, а ние на 11 години ги научивме фигурите како се движат. Добро, тоа беше такво време. Меѓутоа, веројатно си слушал претходно за шахот и за тие шаховски мајстори кои обстојуваа во светот, па може би и тоа беше една од причините, еве, кога Алпо те научил да ги мрдаш првите потези и да се подсетиш на тие што биле шампиони. На 11 научив да ги мрдам фигурите, дури на 14-та година, во 1949 година, во Битола беше одржан шаховски полуфинал на Југославија, на кој учествуваше Удовчич, Марич, Мајсторовиќ, Грубер и полно други мајстори од Југославија, но нажалост немаше ни еден од Македонија. Судија беше Пашко Франич и на тој турнир јас, повраќајќи се од игралиште со другарите кај што играме фудбал, свратив да видам што се случува на шахот таму. И
тогаш на 14 годишна возраст јас прв пат осетив еден шаховски амбиент, дека треба да се игра во тишина, дека се игра со шаховски часовници, дека мајсторите на секој потез размислуваат долго. И тоа ме заинтересира и почнав од тогаш секоја вечер да го посетувам шаховскиот клуб. Тогаш почна и моите први чекори. На 15 години, тоа е на 15, та 49-та година заинтригиран, а пак од 1950 година на 15 години почнав да ги освојував првите категории. Тогаш секој што знаеше шах имаше 5-та категорија, меѓутоа во клубот правевме некои турнирчина и освоив 4-та категорија и 3-та категорија, таа година 50-та. Клубот беше Стево Патако Стево Патако, од тогаш, од тие времиња. Па сега 50-та година играв и на градското првенство на Битола и го освоив 3-тото место. Пред мене беа двајца второкатегорници, Јонче Сотировски и Иракли Зози, и јас со 3-тото место си обезбеди веќе учество да бидам член на Стево Патако Битола. Во екипата влегов. Ова кога те прашав за некои имиња, разговаравме, интересно ги знаеш и оние, потоа веројатно си анализирали нивни партии пред Втората светска војна што учествувале на тие надпревари, од Македонија имаше еден Павле Бидев. Ако кажам дека Меѓународната шаховска федерација, светска ФИДЕ, беше основана во 1924 година, тоа значи меѓу двете светски војни, и по 3 години во 1927 година во Лондон беше одржана првата шаховска олимпијада. Во Лондон, на која учествуваше Југославија. Ми се чини дека Југославија беше во конкуренција на 16 репрезентации, го освои 9-тото место. И сите следни олимпијади Југославија беше постојан член на тие олимпијади се до 1950 година, која ради војните беа прекинати олимпијадите. Југославија учествуваше на тие предратни олимпијади, затоа што во Србија беше познатиот шаховски матадор Бора Костич, кој беше равноправен противник со сите светски велемајстори. Во Словенија беше познатиот инженер Милан Видмар, исто така велемајстор во светот, а од помладиве играчи веќе во Србија Петар Трифуновиќ, исто така учествуваше на тие предратни олимпијади, а од словенците Васја Пирц, исто така таа четворка успешно ја репрезентира Југославија на тие олимпијади предратни. Македонија нема некоја традиција шаховска. Се играло во Скопје, во Куманово, некој кафански шах, повеќе за разонода. Единствен шахиста кој имал јачина на шаховски мајстор беше Павле Бидев, кој во 1937 година на аматерското првенство на Југославија ја освои титулата мајсторски кандидат. А во 1947 година пак на третиот шаховски шампионат во Љубљана ја освои титулата и мајстор. 10 години подоцна. Да, 10 години. Да кажам и ова, дека првиот шаховски шампионат на Македонија се одигра одма по слободувањето, 46 година, и на него од 10 учесници прв беше Павле Бидев со 9
100% резултат направи. Втор беше Полјаков и уште двајца други емигранти руски кои можеа така да се сметат за солидни играчи. Тоа беше Залевски, Ежов и така со овој Ѓорѓи Полјаков. Второто беше исто така 47 година со учество веќе на 18 играчи. Повторно беше првак Павле Бидев и замисли само едно реми направи со 16,5 од 17 едно реми против тој истиот Полјаков. Тоа беше дека говори дека овој беше надмоćно прв, а другите беа горе-долу. После почна другите така да се израмнуваат со него. Се водеше и некоја политика за развој на шахот во Македонија. Да речиме, во 1946 година во Скопје беше организиран првиот шаховски полуфинал на Југославија. Тоа со цел да се направи пропаганда, да се афирмира шаховската игра. И да се анимираат младите. И кај нас во Битола исто така во 49 година во Ловчевски дом исто така се одржа полуфинален шаховски турнир на кој изигра и Удовчич, кој покасно стана и првак на Југославија и се здоби со титула мајстор. И судија беше Пашков Раниш од Скопје. Во 50 година беше во Скопје одржано 5-тото првенство на Македонија во шах. Отворено првенство и на него учествуваат 20 играчи, претежно од југословенскиве мајстори, и на него победи прв беше Јаношевиќ, втор беше Караклајч, а од македонскиве играчи беше на 10-то место пласиран Симеон Мартиновски. Тоа беше професор и имаше исто така син Евгенije Мартиновски. Да, и Евгенije подоста играше добро шах. Заедно со Джагоре. Па се исели негде во Америка, ми се чини. Да. И на 11-то место беше Кукински, представник на Куманово, на 12-то место Оливер Николовски, син на артистот наш познат. И тука играше и Благоја Сотировски, Джагоре, Крум Крстев исто така, Војо Огњанов од македонциве, и тоа беше првата плејада на млади играчи 18 до 20 години, кој покасно веќе изигра видна улога во македонскиот шах. Джагоре подоста стана 2 пати, ми се чини, или 3 пати првак на Македонија. 51 година Джагоре беше првак на Македонија. 53 година, кога јас исто така учествував на првенството во Тоа Охрид. чекав да го кажеш. Значи тоа ти беше прв настап на првенството на Македонија. 53-та, кога Благоја Сотировски и Джагоре беше прв по втор пат. 54 година јас не играв матурата голема. 54 година по трет пат Джагоре беше прв на Македонија. Пред Бидев и Софрески. Значи во рок од 3 години Сотировски беше 3 пати првак на Македонија. Имав и за него емисија. Така имаше интересни кажувања и за тие првенства, и сега одиме за тебе. Значи 53-та година, прво првенство, 54-та не играш, зафатен со матурата и после продолжуваш. Прво мој турнир во Републиката беше младинското првенство на Македонија, 51-та година, на 16 годишна возраст. Гостував третото место, прв беше и втор Софрески и Апостолов, па тој замина во Англија, ми се чини, и за него повеќе ништо не знаеме. Тогаш Захариев беше Софрески, се викаше, после го промени презимето. Јас бев четврти Крстев, кој веќе зад себе имаше едно сениорско првенство. Ова што реков дека 50 година заедно со другите на отвореното првенство, шахисти, играше.
И веќе во првото коло јас играв со Софресчи и чудо, уште прво коло извојував победа над Софресчи. Во 25 И самиот беше зачуден. потез Софресчи беше победен, но тоа не му засмета да го после Имаше богата кариера, освојуваше титули. Да, Беше на крајот стандарден заврши на делбата репрезентативец на Македонија, па и на Југославија. Па беше и секундант долго време и во југословенската репрезентација. 53-та година, значи јас Да, имам играно на многу шампионати, преку 22-3 шампионати на Република Македонија. Долго време сум настапувал на тие шампионати. Првиот ми беше во Охрид и на него освоив за мој така скромно место, не да бев во последните, бев во втората половина на табелата, тука негде на средина, меѓутоа очекував дека подобро ќе се пласирам и самиот бев малку и разочаран. и тоа не те поколеба да речеш да кренеш раце од шахот. Не, затоа Напротив. што прв пат ги упознав македонската конкуренција, прв пат ја упознав, прв настап, а веќе и јас почнав да листам книги и да обучувам шахот од книги. И веќе почна да сонуваш и ти да бидеш само на челните позиции, па и на првото место. Веќе на Сега до вториот доаѓањето до првото место. на вториот Раскажи ни го шампионат. тој период до 64-та година. На вториот шампионат, 53-та првиот, 54-та поради матурата не играв, 55-та година исто така, првенство на Скопје, јас го освоив четвртото место, што го сметав за голем успех, затоа што зад мене веќе беше мајсторот Бидев и со кого да речеме јас одиграв Реми и тоа ми беше така едно прилично добар пласман, затоа што да се биде во првите 4 места, тоа значи да се биде во првите најдобри. Бидев беше зад тебе, Бидев би беше некако како репер, значи ако сме пред Бидев, добри сме. И така, сите се стремевте да бидете над него и тогаш сметавте дека веќе го совладувате шахот. Година. Да. Потоа? Потоа, ево да спомнам во тој развој на македонскиот шах, 57 година, Софрес и освој, стана втор мајстор после Бидев и Македонија веќе во 57 година има двајца мајстори кои можеа равноправно речиси да се носат во со елитните играчи од Југославија. Јас бев војска 58 година, 59 година настапив на турнирот во Дојран на шаховскиот шампионат на Македонија во Дојран и таму го освоив третото место. Веќе некој прогрес. 55 година, четврти, сега... Одиш се приближуваш кон челниве позиции, трето место. Зад Софресчи пак се знае. И Панов тогаш веќе се појави. Васил Панов, да. Јас бев трет и стекнав право како престаник Македонија да ја представувам на прв пат да настапам на југословенски шаховски турнир. Тоа беше полуфиналот на шаховското првенство на Југославија, што се одигра во Опатија. 59 година, на кое ја осетив силината на југословенскиот шах. Не дека потврлив, не дека и бев некоја жртва, туку беа посилни противниците и поискусни. Многу солиден и бев негде во средината на табелата, меѓу некои, да речеме, да спомнам дека го победив Немет, велемајстор и други јаки играчи. Тоа веќе ми даде уште поголем
елан да почнам да се подготвувам за наследните првенства. Во Опатија, значи, средината, и следниот шампионат беше мој во 62-та година, кога стекнав право да се надпреварувам, освоив второ место и стекнав право да се надпреварувам на шаховскиот полуфинал во Дравоград. На тој шаховски полуфинал го освоив четвртото место и првите тројца се пласира на шампионат, а јас како четврти веќе бев прва резерва. Тоа беше голем успех, да речам, јас еден од тие на полуфинал да бидеш четврти. Арно, ама и тука некако еден откажа од оние што требаше да настапува на шампионатот во Скопје, и по сите правила требаше јас да бидам тој што ќе и да, го пополни беше местото. четврти на полуфиналето, прва резерва, нормално да играш. Да, Арно, ама место мене настапи по одлука на организаторот најверојатно Васја Пирц. Веројатно пресудно беше неговото име. Велемајстор настапува и тоа место го зазеде Пирц и јас не играв на тој шампионат, иако на тој турнир во Дравоград, на тој полуфинал, се избори за четвртото место. само за пола поен ми недостасуваше да освојување на мајсторска титула. Пола поен. Тогаш беше мајсторски кандидат. Мајсторски кандидат, да. Во тие години Димче почна да игра. Кога почна и дали имавте некој меч меѓу себе, некоја партија? 52 година бев веќе јас градски првак, а Димче Илиевски веќе братот почна уште 53-та година ги променав неулогите. Тој освои прво место, јас бев до него втори. Така да Добро, имаме братска делба на титулите, еднаш ти, еднаш тој. А вамо после 60-тите, кога созреавте како шахисти, имавте да, заедно учествувавме на тие првенства и Димче Илиевски имаше високи резултати. И како се чувствуваше кога ќе седнете еден спротив друг, ти постариот, тој помладиот? Па да ти кажам, тоа беше секогаш братско реми, затоа што никој никому не предаваше парти, затоа што ние и со тоа реми си ги задржувавме пласманите за висок пласман. И тој имаше шанси за висок пласман и јас. Значи, беше лошо да некому да му е предај партијата да ја изгуби. И затоа меѓу себе ремизиравме. Имаме само две одлучени партии, во кои една тој ме има победено, една јас. Значи, тука е еден нерешено. И сите други партии значи, ако земеме и да судиме кој бил подобар, нема, исто, двајца. Да, така е, да. И затоа никогаш не играм на еден против друг, него ремизиравме братци, затоа што со тоа реми си ги задржуваме шансите со другите играчи да се докажеме и да ги земеме тие високи места. Говориме за таа братска шаховска двојка, мислам сега во разговорот е момент да кажеме нешто и за третиот брат, и тој играше шах, меѓутоа се определи за фудбалот. Да. Ајде накусо за него, па после ќе продолжиме повторно за И тебе. третиот брат играше и фудбал, дури и тој има играно на едно градско првенство на Битола и го освои 6-то место, да речеме. А тој играше активно, настапуваше како фудбалер. Тој беше најстар, најмлад меѓу вас двајца како? Од браќата беше најстар. Ние беме многодетна фамилија, 4 браќа и 2 сестри. И тој беше најстариот брат, па јас, па Димче, брато, па уште еден четврти. Четвртиот не заигра шах? Не, војно лице беше, војна академија заврши. Па обично играат во војска шах. Знаеше да ги мрда фигурите, меѓутоа не покажа некоја сега за најстариот.
Рече дека добар фудбалер. Добар фудбалер, играше на лево крило во Пелистер и мислам дека како учител беше во поселата во Дебарско и прекина со фудбалот. Да не стигна и до некоја репрезентација младинска? Не. Зашто и други вака кога сум разговарал во муабетите го истакнуваа како добар фудбалер, а дури ми зборува ако играл шах дека можел да биде, ако се посветил на шахот комплетно, добар шахист како двајцата други браќа како Борче и Димче. Борче, продолжува твојата кариера. 64-та година, тоа е златна година за битолскиот шах. Битолската екипа го освоивме првото место во Републикава за прв пат. До тогаш беше студент во кој игра сите без малку цела репрезентација на Македонија. 64-та година на шампионатот што се одржа во Охрид, јас го освоив првото место убедливо, освојувајќи 12,5 поени од 15 можни. 11 победи, 1 пораз, од ничеси во добиена позиција бев. И Ниче, како ја сврти работата, ти изгреши или тој те изненади со некој потез? Стартував... Баш ме интересира одека со Ниче долги години бевме колеги. Стартував јас фантастично, со 8 победи едно по друго. Во четвртото коло падна и Софресчи. Веќе по втор пат, прва го победи в него и следниот ден од турнирот известуваше Миле Маркосчи, син на Венко Маркосчи. Да, и тој беше шахист. Мајсторски кандидат добар. Тој известуваше и се пишуваше многу за шахот. На насловна страна гласеше, пошто Софресчи беше солдан од мене, кралот е мртов, да живее кралот, она француското Леруа е морт, вив Леруа. Ете, тоа беше насловот и скоро за сите партии мал коментар Миле имаше за секоја партија, а посебно се задржа на ова. А сега, нажалост, па ништо не се пишува. Сега, одвеќе прочитаме кој е првак. Не се пишува. За Ниче не ми кажа, пресвртот. Од 8 игри, од 8 партии, 8 победи. И 9 коло Ничеси. Исто во подобра позиција, и веројатно и добивена. За чудо јас не превидував многу, воопште не превидував. Со него превидов што ми стана цел топ превидов. Пружав одбор, толку добра позиција имав што пружав отпор 60 на потези и веќе му ја предав партијата. Значи топот беше пресуден, што го загуби. Сепак крајот... Значи се случува некојаш и тоа шаховско слепило, што викаат. Гледаш, а не гледаш, практично. И турнирот го завршив со 12,5, зад мене беше Софресчи, зад мене беше Ничесчи и цела Стојановски, Данов, Крстев и цела плејада на македонски шах. Тоа беше и со таа победа стекнав право како да учествувам директно, да не играм повеќе полуфинали на Југославија, директно на државно првенство. 65-та година играв на шампионатот во Нови Сад. Тоа беше 20-ти јубилерен шампионат на Југославија. 65-та година во Нови Сад, на кој победи Матуловиќ за чудо, за прв пак на Југославија. Матуловиќ иако играше и Глигорич и полно други велемајстори. Кој беа тогаш? И Матановиќ, и на овај Ивко, шампионат Парма, сите. Играв многу солидно и на овај шампионат за пола поен ми избегна титулата мајстор. Затоа што титулата мајстор тогаш се освојуваше
или на полуфинал на Југославија, или На директно на првенство. државното првенство. На полуфиналите требаше да се освои одредена норма, а на шампионатот директно се Кај освои. мислиш дека сгреши и можеше да го освоиш тој половина поен за да дојдеш до титулата мајстор? Па сега од ова дистанца не можел да кажам, да ти кажам која партија, меѓутоа Добро, дали имаше некоја Да, победа ете. против овие славните имиња југословенски? да, како да не Планинц исто го имав победено на Албин тој- Планинц. Албин Планинц. Па брат Варевич исто шаховски мајстори и полно 3-4 победи имам на тој шампионат и полно рени. Али бев пак на втора во долниот дел, не на табелата, во средниот дел, али малку подолу од средниот дел. Тако беше пласманот и за пол поен тоа беше веќе следниот мој шампионат. Значи вака, 64-та најплодна година за битолскиот шах и екипна титула Стево Патако и поединечна екипно. Борче Илиевски. Екипното 65-та исто во учествуваш на државно првенство, за малку, за половина поен не стануваш мајстор. Мојот брат Борче Илиевски е извонреден шаховски талент и многу сериозен и студиозен шаховски работник со големи познавања на шахот. По природа скромен, многу скромен, сталожен, стабилен и смирен, со неговите постигнати резултати во долгогодишната негова кариера, тој близу пола век е еден од врвните шахисти во Република Македонија. Бил многократен шампион на битола, безброј пати, тој ни самиот не знае колку пати бил првак. Големи успеси имал на мајсторски турнири, на повеќе мајсторски турнири што играл во Скопје, во Штип и во Битола. Посебно во Битола, на тој силен мајсторски турнир, ја надмаши титулата мајстор за еден поен, но од непознати причини не му е таа титула доделена. На шампионати на Југославија исто така има учествувано на 3 шампионати и има постигнато големи резултати, посебно на шампионатот во Нови Сад, каде не стана 1965 година, каде не стана мајстор за пола поен. За пола поен му избега титулата мајстор. Тој долги низ години ја предводеше екипата на Стево Патако на прва табла и сите успеси што ги постигна екипата, значи се резултат на негово, пошто тој играше на ударната прва табла. Најголем успех индивидуален е неговиот реми постигнат со бившиот светски првак Роберт Фишер на првиот меѓународен турнир Средба на солидарноста во 1967 година. Таа негова животна партија ќе остане одбележана со златни букви во аналите на македонскиот и југословенскиот шах. Иначе, Борче мене ми бил идол за шах, покрај светските прваци Алехин и Капабланка. Од него сум учил шах и добро сум научил. Тој е за многу шахисти исто така идол, затоа што е омилен во шаховските кругови.